Многу е тешко од Пробиштип из Летово да се стигне до Штип, се жалат ученици. Тие и нивните родители се незадоволни од условите и организацијата на бесплатниот превоз со кој секојдневно патуваат од дома до училиште и назад. Прерано доаѓаме во школото, околу 7 часот, 5 до 7 часот, на прва смена сме тука и имаме многу време за до наставата, тоа може да се смене. Има некои деца од село Ратавица, село Пишица и железничката Ванчо Прки, секогаш тие деца стојат, за нив нема место и дел од децата од Злетово стојат. Понекогаш касни, не доваѓа на време, посебно се ако е ладно, треба да доваѓа на време, затоа што не се чека автобус. Освен од Пробиштип из Летово, незадоволни од организацијата на училишниот превоз се и ученици кои во Штип доаѓаат од Свети Николе, Чишиново, Облешево и Карбинци. Дел од нив тврдат дека работите отишле дотаму што некои од возачите им се заканувале дека ќе ги симнат од автобусите, посочувајќи дека таков пример имало лани кога ученик во мрак од втора смена бил оставен во ненаселено место. Поради ова, учениците и родителите се едногласни во барањето општината подитно да превземе мерки за нормализирање на состојбата и обезбедување пристојни услови за транспорт. Ние како општина исто така како мерка што можеме да ја превземеме, доколку се повторува неколку пати ваковиот случај, како што гледаме, нели, доколку реагираат родителите, тогаш како општина ќе пријавиме во инспекцијските служби кои го следат превозот на ученици и да се постапи по записникот од исти. Инаку бесплатниот училишен превоз го користат 1102 ученици кои посетуваат средно образование во општината. Воведени се 21 релација, а годишно од општинскиот буџет за оваа намена се трошат околу 20 милиони денари.